Македонија чека насоки од Европската Унија за понатамошниот проток на мигранти на јужната граница. Од утрово нема промени во пропуштањето на мигранти на преминот кај каменот 59. Исто како и претходните денови, границата е делумно затворена, а во текот на 24 часа во земјата влегуваат од 200 до 300 лица. Оние луѓе што повеќе од 2 недели се заглавени на грчка страна, се уште протестираат пред оградата и бараат да се отворат границите, бидејќи условите во кампот се неиздржливи. People broke up and they don't have any money to buy food. And the food line here, the free food line in there, it's like 1,000 people in the line standing there. And it's actually and we actually said some people slept in under the rain yesterday and before yesterday. They're not enough tent for all of the people here, and they are increasing every day. They only make 50 people to pass every day, and every day 500 people come here, and they are increasing and increasing every day. Контролата на граничниот премин ја вршат мешани полициски контроли од 6 држави, чии полицајци се помош при обезбедувањето на македонско-грчката граница. При тоа проверките за влез се уште се со увид на документацијата што ја носат бегалците, потврда од грчката полиција и лични документи. Нема биометриски податоци со земање од печатоци, систем кој долго се најавуваше, но никако да стигне до Македонија. Контролата се сведува на умешноста и искуството на полицијата, која од око треба да ги распознае фалсификуваните документи од оригиналите. Иако биометрискиот систем го бараа земјите од Балканската рута заради унифицирана база на податоци и требаше да биде испорачан уште пред 2 недели. За него се помалку се зборува.